Да го пробам микрофонот, дали работи. Ајде. 3, 2, 1. Ти кажи. Дали си спремна? Не, до утре ќе снимаме видео, мајко. Ајде, вистина, дали сум спремна. Тоа беше вистински промаш во животот, а мајте. Па, се надевам нема да ја плескам. Ајде, шо? И здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Како што гледате по наслов, денес снимаме Q&A со мојата сестра. Здраво! Дали си спремна? Па, се надевам нема да ја плескам. Да. Добро спремна сум ми. Ајде се зборај. Дали некогаш претходно си снимала за YouTube или за некоја социјална мрежа? Сега ти ми поставуваш надвор од прашањата, ама нема врска. Па немам размислувано да снимам искрено за YouTube, не знам во иднина, можда би снимала, ама сега за сега не. Опа, јас сум изненадена, не очекував искрено. Ајде, првото прашање е? Првото прашање, дали сте размислувале за заеднички канал? Па што е следшото прашав. Може некогаш да ги споиме лудостите наши. Не велам не? Yes. Искрено јас не очекував. Не мислев дека имаш таква желба или дека воопшто постои можност, ама добро. Ајде следно. Одиме со другото? Да, следно прашање. Следно прашање, која е омилената заедничка храна или филм? Сарма? Да. Може и болонјезе. Да. А филм? Барби заедно гаме гледано. Тоа беше вистински промаш во животот, а мајте. Тоа нека, ајде. Следно прашање. Следно прашање. Што научивте во оваа 2025 година? Ајде помалите напред. Дека ништо не е невозможно и дека ако сакаш можеш. Јас само ќе се надоврзам дека ништо не е невозможно и не постои човек кој што не може да те разочара. За жал. Да. Дали доволно се познавате и што сметате дека можете да споделувате се измеѓу себе? Дали доволно се познавате и дали сметате дека па да почнеме сме? Дали доволно се познавате? Дали доволно се познавате што сметате дека можете да споделувате се меѓу себе? Ајде. Па, со оглед на тоа што ние сме 9 години разлика, јас не ги знам, ама не е важно. Ќе видам да не, може да не снима ако при На минуса. Со оглед на тоа што ние сме разлика 9 години и мислам дека порано не можевме да се споделуваме многу работи, ама сега двете пораснавме и мислам дека се поки имаме некои заеднички теми и зошто да не, можеме да споделуваме се. Моje прашање е како ти беше тебе дека немаше постара сестра или брат? За братот и ден денес жалам што го немам постар. Мада можда ќе отеке јадевме, така не е важно. Па би сакала да имав постар брат или сестра, ама сум пак пресреќна што сум јас баш постариот брат. Да. Јас лично би сакала. Сега јас сакам да прашам дали ти сметаш дека можеме да си споделуваме се? Да. Ајде да видим. Yes. Ми треба друштво како вас. Искрено именува ми годи. Не знам. Мислам дека треба почесто да снимаме. Пишете идеи во коментари за видеа. Јас Може. имам идеи смути челендж и имаше еден другар поставено, мислам имаше кажана идеја за да снимаме пример, знаеш, едната да стои вака со рацете назад, другата да се пикни вака, знаеш, рацете мал проблем, не да кажав, да стои со рацете и да ја шминка. Може би знаете вие, нема. За шминкање би шминкала, ама и смути би правила, ама дека би го пиела не. Ќе му го дајме на зето. Тој да се напие, така може?
Вели шопреш. Некој Станковиќ. Вели шопреш. Стварно ете. Имаме видео. Омилени книги покрај Библијата. И 3 омилени животни. Ајде ти. Книги, јас не читам книги други освен лектири за на школу. И последната лектира што ја читав е Македонска крвава свадба. Милена книга, кој да нема? А 3 животни? Сам дека сум уште мала за книга, а? Не сум за книга, не сум мала, ама немам уште читано таква некоја. 3 животни омилени, куче, маче и панда. Наискрено прашање до сега. Сам одговор. Па јас си ја имам читано Библијата пред можда 5-6 години и мислам дека како личност многу ме формираше, иако нигде немав јавно споделено и никој не знаеше дека читам, ама како карактер мислам дека многу ми изгради. А книги читам некои за бизнис, за самодоверба, за такви некои работи, мотивациони книги. А 3 омилени животни исто, маче, куче и можда папагал. Две папагалчиња и то. Живот. Next. Сакам многу и крава да имам иначе. Дејан да не слуша. Вели, кој е твојот омилен момент со твојата сестра? Патувањата заедно, посебно тоа на кампување кога сме заедно. Тоа ми е најубаво за сега. Од порано не се сеќавам искрено. Тебе? Па имаме многу моменти некои така заеднички и убави. Да. Макар што ние сме, мислам дека не знам, малце постаровремски деца и кај што уживаме во секој момент кај што сме заедно. А нешто ако треба да издвојаме, кој беше Марија бебе. Не стварно нешто кажи ми за тоа како сум била како бебе, да видат и другите. Па Марија кога ја донесоја од болница истиот ден, вака беше како топка во образите. И беше легната на креветот и немаше никој и јас ја штипев, ја дрмав и му викав Маре, разбуди се, Марија, разбуди се. Толку утрото не знај да диши уште, а не името да си го знаеме. Ете, сакав дружба. Јеј. На колку години сметате дека може да се мажите или имате дечко? Од што е темата страшна, дури све почна да паѓа. Океј, ај ти прво, ти кога си имала прв пат дечко и кога се маже? Не, добра, ајде. Ти што мислиш, еве, за другите не мора да тебе, пошавајте си. Да мислам Мажеме се. на колку години Да. сметате дека можете да имате дечко? Да, да се маже. Пак значи. Не мислам дека постојат години за да имаш дечко. Исто и не постојат години и кога да се мажиш. Мада мислам дека зависи што подразбираш под дечко. Ако е за да ти поминува времето со некој, да ти е интересно, тогаш не знам, секој има своје право. Еве јас првиот дечко го имав на 15. Не. Ама тоа е. И мислам дека да, секој човек што ќе помини низ нашиот живот е некој искуство и мислам дека се што ни се случува не носи секогаш на некое нешто подобро, барем кај мене така се покажа дека секое лошо за добро е, а има и спротивни, значи случаеви кај што можеш да се дозаглавиш. Познаваме и такви, ама тоа е тоа, Господ помош. И за мажењето, и то мислам дека нема врска, само не треба да се силиш да се омажиш одма со првиот што ќе го најдеш. Затоа што мажот не е само да е лепотан и да ти купи нешто и да те однеси негде и денес да се смееш, утре да плачеш. Треба да се омажиш за човек кој што кој ќе паѓаш ќе е тука и кој ќе паѓа ќе си таму. Толку одно. Бро, колку емоција. Емоционално. Емоционално, ако продолжам да зборам, ќе почнам да плачам, така да. Тоа покажува колку е заблагодарна за својот сопруг. Дијан ти беше best friend, така? Најдобар пријател, прво.
Јеј, најуба приказна, значи. Јас што мислам, искрено имам 17 години и сум средно. И сум имала симпатија, имам и сега симпатија. Ама за дечко искрено не ќам многу пазам оти искрени да бидеме, сега сите деца се расипани, да речам, сите со цигари, со пијанење, со васона и затоа внимавам искрено и мислам дека има уште време. А за мажење исто нема врска кога. Само, како ќе кажа ти, најважно е да е вистинскиот. Ајде се. Јас веќе гледам на следното. Вели здраво, дали си била на Church Camp и сакам да кажам дека ме мотивираш за медицина и вера. Искрено мислам дека кај нас нема такво Church Camp, ама не сум била. А затоа со медицината и верата баш ми е мило и тоа е мојата цел. Next. Вака вели. Кој е најголемиот предизвик во тоа што сте сестри? Предизвик. Може и дали ќе биде добра тетка еден ден. Тоа сигурно. Како смеш да се сомневаш во мене? Ти давам идеја, пример, за што би можело. Предизвик. Ќе видиш кој ќе го роди детето. Иначе не сум трудна. Снимам влогој, да. Ако не кажеш мене пура. Не, вака јавно ќе биде. Опа, јас очекував искрено пред да ми... Ајде. Следно. Што да ти кажам преге, сега не сум трудна. Значи, прашањето беше кој е најголемиот предизвик во тоа што сте сестри? За мене, како јас што имам сега 27 години, а некој има, колку има? 17. За мене предизвикот во тоа што сме сестри е тоа што сакам да ја некаде да извадам Марија на прав пат и зашто јас поминав низ многу глупости, не глупости, туку тешки некои емотивни глупи луѓе. Сега сакам да можам некако да ја поможам, тоа ми е предизвик, да не си дава некој толку многу да ја повреди и растажи, оти за тоа денес ќе ги плачиш, утре ќе те кошта многу. Така да тоа, ако ми е некој предизвик да можам никој да не ја повреди, а сепак да го најде вистинскиот човек, тоа не е предизвик, туку желба, ама тоа. Јас немам што да кажам, искрено мислам дека немам искрено, не знам, појма немам. Ти си поголема од мене и не појма немам. Не знам. 9,5 години. Да, не знам што би кажала искрено. Добро, ти размислуваш по тинеџерски, јас како тетка веќе, ближам на 30. Леле. Ма се е искуство. Ами јас година што правам 18. То не е ништо. Добро, ама... Јас година 28 ќе правам. Година за некој месец. Вака вели, сега тема што ја спомнавме, дали твојата сестра има дете и дали планира дете? My favorite. Мојата сестра нема дете и нејзината сестра нема дете. Да. Мада детето мислам дека не се планира. И мислам дека не е целта во животот само да направиш дете, да го имаш и после да не го видиш или тој што ќе е со тебе да не го види. Мислам дека Господ знае кога треба да имаме дете и дека детето не е најголемата цел во животот. Оти децата ќе ги имаме, ќе ги порасниме и секој ќе си фати свој пат. И многу е побитно да со кого си фактички во брак, отколку тоа дали имаш дете или не. Вистина е дека детето е веќе врвот, ама мислам дека Господ знае кога треба детето да дојде. И јас се согласувам, мислам дека детето е благослов на љубовта помеѓу мажот и жената. И сакам да се надоврзам на тоа дека од секогаш сум сакала да се вработам, да положам, да имам стабилна работа, да имам добар сопруг и грижлив и тек тогаш да имам дете, зашто некогаш секогаш сум се молела на Господ да бидат работите се редоследно како што треба, за да биде се како што треба. Оти можев да имам и на 20 дете, а не знам со кого ќе го гледав. Искрено. Да. Следно, мислам дека сите ги Што рече друго освен тоа дали сакаш ти? Дали плани? Да. Мислам дека толку. Види, излези од Толку са веќе помина. Поставените прашања
скоро сите ги поминавме. Имаше некои што се повторуваат, некои што Надвор од... Тоест имаше различни теми. да, Многу. од различни аспекти, да речем, прашања, од различни луѓе, од повозрасни, од помали, од се, мада во глобала се, мислам дека одговоривме како што треба, и ако пак ќе речем, јас се сметам за посозреана и ги одговарам прашањата на некој друг начин, Марија на друг начин, мада и на крајот се завршва на тоа дека ете, не знам, се е господова работа. Буквално. Сега не знам, ако имаш ти некое друго прашање да ме прашаш. Мене во моментот не ми текнува. Ако би снимала на YouTube, шо би снимала? Уф. Дали би снимала фамилиарни видеа? Пример, видео еден ден со моето бебе. Еден ден одиме на патување со... Еден ден со моето бебе, мислам дека попрво би снимала ти, еден ден со моето внуче. А јас ако снимам, сакам да снимам некои поучни, едукативни содржини, кај што ќе споделам моje искуство, животно или за работа или за нешто така. Мада им сакам кога ќе патувам да снимам, да ја споделам што сум видела и што сум сликала. Обично кога ќе одам некаде, сликам, снимам, да види Марија, да видат другите сестри, брачеди, да видат значи што сум видела, за да се фалам, не ќем да се фалам. Мада ако би снимала или нешто едукативно или нешто така од кај што шетаме, кај што ете. Ама иако кога ќе шетам не ќем да вадам телефон да сликам и да снимам, го правам ептен нешто кога ќе ме интересно за да го видат, иначе сакам да живам во моментот. Ми го деде збор. Така велев, да, тука сме негде со за снимањето и јас искрено пред една година снимав само видеа кај што зборувам. Имаше и некои вакви видеа, влогови сето тоа, ама сега поќе сум на влогови и пак има и такви видеа, ама тие видеа гледам да ги снимам кога ќе ги снимам да се секако што треба и да бидат убави, да не биде само дека ми текнало па се да го снимам, туку да биде убаво како што треба. И затоа има повеќе влогови, затоа што тие се секојдневно и секој ден можам да снимам едно видео така да. Мислам дека тоа е тоа. Фала ви што одвоивте време и ни поставивте прашања. Пишете во коментари идеи за видеа, повторно нешто да снимаме, затоа што мислам дека баш ќе ви се допадне ова видео. Пишете во коментари и мислам дека баш... Само да не мора ништо да се микса и да се пие и да се јади оти. Јас очекував поќе смеење на ова видео, ама добро е, добивме. Мислам дека многу сериозно ги одговоривме прашања. И многу на брзина, ама нема гајде. И така. Кратко, ама сладко. Да. Тоа е тоа. И не заборавајте да... Чекај бе. Мислам дека убаво си поминавте и со мене. Ако малце кажувам како некоја теткица, мада мислам дека на некои овие мои одговори ќе му бидат од корист. Сакам да ви пренесам да се сакате, да се почитувате, зашто денес не има, утре не нема, не знаеме кој до кај ни е приказната. Зашто да не памтат по глупости, нека не памтат по тоа што сме ведри, насмеани, добронамерни, а добрината секогаш со добрина ќе ни се врати. Можда не од луѓето, али Господ памти каде сме направиле добро. Така е. Но така да не заборавајте да ставите лайк, Subscribe и да го споделите ова видео. и share. Значи, како знаеш? Сега да ме во наредното видео. Па ги гледам видеата.